се враќаме во студиото, минути за следниот разговор кој што ќе го посветиме на грижата за животната средина, како да ја направиме подобра и поубава, како нашето место на живење, околината да биде едно пријатно катче, а тоа секако најубаво ќе ни го каже нашиот следен гостин кој што е навистина според мене еден од поинтересните соговорници, а ќе видите и зошто. Добар ден му велам на Андре Рајатовски, познат како Градинарот. Добар ден и добредете. Добар ден и поздрав до вашата публика. Андре, благодарам што издвои време. Знам дека твојата активност е постојана на терен секојдневна, нешто што можеби како волонтерска мисија го направи да биде печат на градот. Нешто што еден млад човек го прави, што ја покажува грижата на човекот за природата, практично станува и твоја мисија. Но ајде, како дојде до идејата Градинарот да стане буквално еден личен пример и печат за една млада личност, дипломиран економист, кој што од друга страна пак покажува голема љубов кон природата, кон околината, што навистина треба сами, ако од себе не тргнеме индивидуално, тогаш не може да очекуваме и другите да направат. Да. Еден мал чекор, но покажува многу голема приказна. Се согласувам. Идејата сум го кажувал мал милион пати, дека ми ја дојден од странски креатори на слична содржина. Нон-стоп сум ги гледал тие луѓе на социјалните мрежи како уредуваат јавни простори, но имаат видеи од приватни имоти како средуваат. И целиот начин на средување на местата ми бил воодушевувачки и сум уживал додека го гледам. И решив да го направам тоа во Македонија, каде што не гледав некој да го прави, да го објавува на социјалните мрежи, а искрено не само Македонија, него и на Балканот. И решив да пробам, зашто да видам дали можам јас тоа да бидам човекот што ќе го прави тука. И добро испадна, прифатен од публиката. Од ланска година септември до сега, мислам дека немам видео на кое што луѓето не коментираат и не е доста гледано, така да пред се благодарам на сите што ме следат на социјалните мрежи. Мислам дека тоа ми даде на почетокот една дополнителна мотивација да продолжам да го правам тоа што го правам. Така, од Градинарот, под тој псевдоним веќе и повеќе, сигурно сум дека повеќе те познаваат, до практично екоамбасадор некој на заедницата, така те нарекуваат. Меѓутоа, споменав дека одговорноста кон природата е грижа за еднината на сите нас индивидуално. Има ли посебни локации каде што сакаш да направиш нешто, да промениш нешто што можеби дополнително те инспирира кога ќе го видиш во каква руинирана состојба е? Или не е посветено доволно внимание да се среди или од институциите? Што е она што прво те привлекува на одредена локација? Па дефинитивно несреденоста, имаме такви многу локации во главниот град, а верувам и во другите градови. Го замислуваш веднаш како ќе изгледа кога ќе биде тој простор среден? Па да, дефинитивно. Од прво нешто што гледаме дали ќе биде интересно за луѓето да го гледаат, дали ќе биде интересно за да го снимам како се средува пред се, а нормално и да е некое место што е фреквентно и да е практично на некој начин тоа што ќе осредам и луѓето да можат да го користат отпосле. Така да, првично нешто што се извинувам, што ми доаѓа, дека добро би изгледало доколку го средам. А има многу такви локации, имам и сега запишано во телефонот, неколку што чекаат слободен момент да ги средам. Како тоа се прифаќа од заедницата? Како се прифаќа од граѓаните? Кој ќе те видат, ти приоѓаат, чисто те прашаат, нешто да не ти треба? Веќе почнаа луѓето да ме приоѓаат и да ме препознаваат на улици кога ќе ме видат. Дефинитивно, ама можам да кажам дека е супер прифатено на социјалните мрежи, а и по пораки добивам доста поддржувачки, како се вика, коментари од луѓето, така да е супер прифатено. Така, на кои локации си имал најмногу работа, ајде да кажеме? Не можам да издвојам. Има локации кои што сум ги средувал и повеќе денови, значи не еден ден. Ама најтешки не можам да кажам, сум го кажал, тоа го издвоив едно од првите видеа како најтешко, најзахтевно, бидејќи
се уште не знае во што влегувам и колку се ќе ми биде тешко, бидејќи кога гледаме, знаеш, на социјални мрежи си викаш колку е лесно, за 10 секунди го среди човеков. Да, и убрзано видео, Убрзано и видео, се види одма го направи. Да, ама не е толку. баш така кога видов на терен, така да мислам дека третото видео кое што го имав на YouTube каналот, тоа ми одзема многу време и онака болен, да не кажам, бев после тоа видео 2 дена, ме болеше грбот, што имаше премногу работа, ама ете, добро беше. На која локација беше тоа? Тоа е блиску до местото кај што ја живам. Аеродром би рекол. Да, општина Аеродром. Најголемиот дел од видеата ми се таму, бидејќи тие места ги гледам, реално таму движам, јас таму функционирам, да, тие ми се секојдневие, си го шетам куќето нон-стоп на тие места и нормално дека најголемиот дел од видеата ми се таму и тоа видео е едно од тие. Да. Дали, од она што можеби го имаш забележано на терен, односно, кои се најголеми предизвици кога ќе отидеш на една одредена локација? Предизвици има колку што сакаш. Најголемиот дел од локациите што јас ги средувам се обраснати патеки, површини, места каде што не треба да има зеленило, има ѓубре, не само зеленило, земја дури онака што не се чепнало, да речам, со месеци, можеби и со години, се наталожило голем број на земја и на песок, така да предизвици има колку што сакаш. Најзахтевно би рекол е тоа. Косењето треба е многу полесна работа отколку да средиш место што не е со години чепнато и наталожено со 300 други како се вика, земја, песок, ѓубре, се и се што, така да тие би рекол ајде дека се позахтевни, а тоа што треба да се искоси е многу полесно, особено сега кога веќе имам и алат. Так, спомена дека бидејќи местото на живење во аеродром, па полесно ти е нели во таа фреквенција се движиш, меѓутоа генерално во Скопје постои ли некоја општина што можеби те мотивирала па позитивно дека е одредени зелени површини се средени? Види, не е се така црно, и во аеродром имаме убави средени површини, не само кај што седам јас, него има и во другите општини. Меѓутоа има и такви каде што треба некоја акција од мој тип, така да имаме и добри како се вика примери, меѓутоа не знам, не би можел да издвојам сега некоја општина што е посредена од останатите. Едноставно има во секоја општина има и добри качиња што се средени, има и места каде што се подзаборавени, би рекол. Така, колку време, да речам, спомена дека некој од тие места што бараат повеќе време и внимание, можеби ден, два, три ќе ти одземат, меѓутоа имаш ли посебен план за колку време одредена локација би ја завршил? Како почнува практично еден ден кога ќе стигнеш на терен? Не, отприлика горе-доле ми се акциите од половина час до час и половина. Не повеќе од тоа, сега не гледам, не можам да земам некоја локација што ми одземала 5 дена по цели денови работа, едноставно бирам локација која што би можел да средам во одреден период. Нормално сега и мојава работа зависи многу и од временските услови. Не можам на многу жешко, не можам кога врне. Тоа беше едно од следниве прашања, ама добро, ајде да, го споменеме. Така да, сепак лето доаѓа, повисоки температури, тоа е дополнителен предизвик плюс. Да се биде, нели, мораш да бидеш надвор. Дефинитивно, а и локации што се блиску до населени места, да речем, каде што има згради, не би можел многу рано да работам, бидејќи можеби луѓе да се одмараат и има малат кој што создава бучава. Така да, генерално бирам локации кои што би ме одземале некој си половина до час и половина, да можам да го средам сам. Така да, генерално тоа е. Алотот спомена, сега ова е нели волонтерска идеја која што прераснува практично во проект. Барали дополнителен алат, вложување, сепак тоа давање нели? Дефинитивно. Јас на почетокот кога почнав си купив тоа што ми беше најнеопходно, да речем, и најминимално. Но како помина времето, луѓе уживаат во контентот, има доста голема публика и не сакав тука да прекине, сакав да продолжи целата приказка и продолжи на многу убав начин, се приклучија многу и општествено одговорни компании, но и фирма која што ме поддржа со професионален и полупрофесионален градинарски алат, така да сега имам горе-доле се што мислам дека ми е потребно.
Така, како велат, без алат нема занаец. Да. Колку и да сакаме нели да го направиме тоа во една успешна слика, не може да се постигне и брзината на самата работа, директно зависи од алатите кои што се користат на терен. Спомена дека еве има и компании кои што те поддржуваат и граѓаните кои што сакаат ли вака да се вклучат некогаш, барем нешто да ти помогнат. Многу. И по пораки и по коментари гледам дека луѓето многу сакаат да се приклучат на оваа иницијатива, барем на социјалните мрежи. Од таа причина можам да кажам ексклузивно, не можам да додам во детали, меѓутоа ќе организираме акции во кои што ќе бидат вклучени волонтери. Планот ни е да направиме акции во повеќе градови во државата, не само во Скопје, бидејќи најголемиот дел од моите видеа се во Скопје, бидејќи тука живеам нормално. Меѓутоа планот е да целата приказка да отиде се прошири малку да отиде низ сите градови низ Македонија. Така да тоа е тоа. Во текот мислам дека на оваа недела ќе има објавено на моите социјални мрежи што и како е планот околу тој проект. Ќе допрецизирате практично кои ќе бидат активностите на проектот. Убаво е да се вклучуваат уште млади луѓе, да биде тоа дополнителна мотивација, затоа што треба, можеби таа грижа на човекот за природата да стане и некоја магија, да привлече што повеќе на луѓе, што поголем број на луѓе. Спомена дека идејата ти била можеби некогаш кога ќе се види нешто интересно на социјалните мрежи, сега брзината на информациите ни овозможува нели да видиме, да дознаеме што поголем број на интересни факти и информации. Меѓутоа, колку самото снимање е како дополнителна некоја обврска, кадрирањето, знаеме сето тоа колку нели треба како краен производ да се добие, дека е навистина голема работа на оние што можеби не знаат, нели ќе речат една минута, една секунда, па ништо не значи, меѓутоа ние кои што работиме нели во медиуми и еве ти кои што ги снимаш тие видеа, целиот процес од самиот старт како почнува, како изгледала локацијата до крајниот нели ефект е многу потешко. Имам и неколку видеа што не ми се објавени од таа причина што не ми била поставена убаво камерата, не сум видел дека се исклучила камерата, не сум видел дека ми падна осталакот и камерата не снимила ништо. А веќе процесот поминал, значи не е толку едноставно како што си мислат луѓето, постои камера, искоси, и убрзај го видеото и 5 минути работа. Не е баш така, сам јас и знам. Ама тоа се некои предизвици кои што реално брзо ги решавам, не е нешто прекомплицирано. Можеби некогаш повеќе време ќе ти одземат отколку нели? Дефинитивно, на почетокот особено кога не знаев да јас бидејќи сам ги едитирам видеата. На почетокот не ни знаев, мислам се уште се учев и тоа ми одземаш исто доста време, така да сега генерално мислам дека ги совладав и тие вештини. Така, зелените површини се заедничка обврска на сите, но како млад економист, можеби е уште подобар пример и помотивацијски може да се делува, дека секој ако сака може да направи нешто добро за својата околина. Дефинитивно. Јас 100 пати сум го кажувал ова, не викам сите да излеземе сега со алатот и да косиме надвор. Си има луѓе кои што се задолжени за тоа. Меѓутоа, секој еден може да придонесе на било каков начин. Ја викам најмалку што можат луѓето да направат е да не фрлаат ѓубре каде што не треба. Самите по себе да не загадуваме и ќе не биде многу посредено. И тоа ќе ги мотивира останатите, да речам, работници што треба да се работат како што треба, а не нормално. Мислам, не ќам да судам, можеби немаме капацитети, не знам од која причина се случува да имаме такви локации во главен град, меѓутоа мислам дека секој еден може да придонесе со тоа што нема он сам да загадува, ќе помогне на било каков начин волонтерски во вакви акции како ја што организирам или како што имавме генералка викенд изминатиот месец. Така да секој ден дефинитивно може да придонесе да живееме во почиста животна среда. Не треба многу, треба само иницијатива и желба така да се пристапи. Ке има ли некоја одредена старосна граница, возраст, можеш ли малку тоа да ни откриеш некој детал? Не, секој што сака да помогне ќе може да учествува.
Еве од искуството сега кога си на терен, постојано комуницираш нели со граѓаните, има и помлади, има и повозрасни, кои најчесто приоѓаат, кај кого се буди поголем интерес да се направи нешто добро за заедницата, нели да се помогне на некој начин кога работиш? Сите би рекол, сите старости групи, искрено не сум правил дистинкција од тој аспект на возраст кај луѓето, меѓутоа сите би рекол постарите луѓе дека и на социјалните мрежи, особено на Facebook, би рекол дека повеќе се ангажираат, повеќе коментираат, повеќе се присутни кај мене на профилите. Меѓутоа не ги исклучувам тука и младите нормално. Така да не знам, не би ги поделил така. Така да, во возраст, меѓутоа само желбата е можеби клучната да се направи. Што прави Андреј кога не ги снима еве овие видеа? Што прави во приватниот живот еден млад човек? Види, главна окупација од моментот кога почнав ова ми е ова и само ова. Се извинувам, макар што закашлав, меѓутоа за малце настинат. Добро, малце и прашина директно на терен, се може да си донесе. Ова ми е главна окупација, како што кажав, планираме еве проект со волонтери и сега ми е целта да си отворам сопствена фирма за хортикултурно уредување, каде што ќе ги нудам тие услуги на приватни имоти. Така да се надам дека на таму ќе тера целата приказка и тоа ми е главната окупација во моментов. Така, има ли интерес еве кај граѓаните? Овие површини се јавни површини на кои што најчесто нели работиш, ги средуваш, плановите ете да се направи тоа во некој свој личен проект. Може дополнително нели самото искуство после да се пренесе. Меѓутоа има ли интерес вака од она што ќе можеш да го видиш кај граѓаните, еве во нивните дворови, да направат нешто поубаво, да се среди? Има, дефинитивно има. И од таа причина разгледувам опцијата за да како урбана нели општина имаат нели одреден дел од зградите, простори доле каде што може да се уредат. Постои ли таков интерес? Има доста интерес и од таа причина разгледувам можноста да се го работам ова приватно. Ќе видиме како ќе биде. Тоа ми е целта и план. Се надам дека уште овој месец ќе успеам тоа да го направам, но и доколку го работам тоа приватно, не би прекинал со вакви волонтерски активности на јавни површини. Тоа да го кажам да знаат сите, бидејќи на некој начин така сум ја стекнал публиката и мене ми исполнува на крајот од денот. И да се потикнат што поголем број на граѓани. Нешто што можеби многу како интересен момент беше баш во Охрид, јавните површини се уредувани во форми. Може ли колку е изводливо еве на кои да речам површини, на кои посебно садници може да се направат форми? Дали можеби размислуваш малку околу проширување на таа имагинација на зелениви површини? Дефинитивно. Тешко ли е да се изведе сето тоа? Не е тешко. Не би рекол дека е тешко. Единствено што знам дека не смеаме да ги чепкам дрвата кои што се садени од градот, а се останато обликување смеам да го правам, така да не би рекол дека е тешко, не сум најдел. Овие садници тие можеш така? Кроење колку што знам, смеам, така да не би рекол дека е тешко, едноставно не сум наишол на нешто такво да би го средил на таков начин. Иначе не би рекол дека е нешто екстремно тешко. Има некоја дополнителна едукација или можеби преку социјалните мрежи нешто што можеш да го искористиш? Се има на социјалните мрежи денеска. Денеска на интернет се можеш да најдеш. Лесно достапно. Можеш да најдеш буквално се што ти треба и за одржување на алатот и што да користиш, како да користиш, значи буквално се ни е достапно. Така. Имаш ли комуникација со градските власти, те контактирале ли можеби еве вака да го прошират и целиот овој проект, можеби да го поддржат? Сме во контакт особено за проектот што го планираме сега. Така да треба да направиме неколку состаноци околу тоа да ни помогнат логистички би рекол за акциите што ќе ги спроведуваме и во Скопје и во другите градови за проектот што го спомнав понатаму, така да мислам дека е отворен слухот од нив и дека ќе ни помогнат, така да
генерално околу тие работи, да, имам контакт, тоа е сега во последно време. Претходно сум немал, единствено што сум јас контактирал да прашам дали кршам некој закон, дали смеам нешто што сум замислил да правам и така натаму. Од таа причина сум ги контактирал и секогаш сум имал разбирање и сум можел да ги прашам за било што и да ми треба. Значи практично има поддршка за нешто да се изведе на терен. Да. Да. На социјалните мрежи спомена дека имаш, да речем, има и мал милион видеа кои што можат да се видат. Ти оставило ли нешто посебен впечаток да те инспирира, да сакаш да го направиш како некој проект замислен кој што можеш да го земеш, а да ти е инспирација од некаде надвор? Споредбено за тоа како, да кажам, во останатите земји се практикува и колку, да кажам, оваа пракса од идеја до реализација е направена кај нив. Што ти било можеби инспирација од некоја друга земја? Како што кажав на почетокот, јас следев неколку дечки од Америка и еден од Австралија, кои што прават вакви видеа и уредување на јавни простори, и од нив сум добил реална инспирација. Видеата се стварно воодушевувачки, јас и денеска знам да се загледам во такви видеа и да останам некој си пола сат на телефон гледајќи ги. Да, генерално од тие луѓе сум добил инспирација, јас тоа тука да го правам. Сега тука доаѓаат и некои локации на почетокот што јас сам сум ги избрал, но повеќето сега и ми ги праќаат луѓе, случајни минувачи, као ова треба да се среди, ми праќаат слика и се ги ставам јас како опции за во иднина, така да генерално да, од странските креатори ми е дојдена идејата. Так, ги спомена плановите секако за воиднина, еве за окружување на самиот разговор, можеби и повикете, апел до граѓаните дека е важно и само иницијативно некогаш да се направи првиот чекор пред нашиот двор, пред зграда, кога се работи така за некое колективно домување, некоја заедница, дека можат да се направат и организирани можеби акции со кои што ќе се уреди површината, можеби паркот што е до нас многу малку дека треба, многу ќе добиеме. Така, дефинитивно. Се согласувам со тоа и работиме на тоа. Так, да ја чуваме секако природата. Македонија навистина има многу природни убавини со кои што може да се гордее, а она што е во урбаното живење мал простор може да значи многу за најмалите, за сите граѓани да уживаат во сето тоа. Се согласувам. Навистина ти благодарам што беше денеска заедно со нас. Импресивни и интересни се твоите видеа. Знам колку многу време и внимание е потребно да се направат и верувам дека сето ова ќе продолжи да биде една успешна приказна инспирација за многу други. Искрено се надевам, фала ви на поканата и се надевам се гледаме во некоја наредна прилика. Да, нека те следат на социјалните мрежи, ќе ги следат твоите проекти и секако ќе имаме и во некоја следна прилика и за овој проект што го спомена и можеби за некои уште поголеми проекти да поразговараме. Да. Благодарам, Андреј, уште еднаш. Почитувани, секако останете со нас, ќе направиме уште една пауза, но имаме уште еден разговор во студиото што верувам ќе биде исто толку интересен и инспиративен за нас.